денешен гостин ни представува чест да биде најдобриот меѓу најдобрите Пикси Шанел, организатор на многу дејности низ Македонија и надвор од Македонија. Добре дојде. Добре, ве најдобро благодарам за најавата. Може би не сум најдобриот, меѓутоа други кажуваат дека сум меѓу најдобрите. Да кажуваме ние, ти да си ја вршиш работата. До сега вакви дејности како во Австралија немало, не успеал некој да ги направи овие работи. Од каде таква храброст и идеја? Моите колеги и пријатели од Австралија, менаџери, си имаат еден свој добар пат, секогаш се ги полнат салите, ги викаат нашите пејачи, меѓутоа јас долги години се припремам, учам, истражувам како да дојдам, а да направам нешто што не е направено. И еве конечно после короната успеав да ја донесам таа екипа, насловена како Македонски музички бум, по насловот на песната од Сузана Бум Бум, која навистина е голем хит и која достигна на YouTube гледаност од 14 милиони прегледи. Значи идејата на турнејата Македонски музички бум е токму таа песна, меѓутоа не е само Сузана во прашање. Мојот голем пријател Борче Наумовски, кој го викаат министерот за естрада, кој живееше 7,5 години во Сиднеј и твореше тука, свиреше музика, пееше и со него во консултации направивме една комбинација. Сузана, Борче, па имаат и прекрасен дует. Па младиот гајдаџија Виктор Крстевски, па посебен декор на сета оваа представа ќе бидат девојките од модното студио Шанел и знам и мислам дека она што го видоја вечерва, што ќе го видат и понатаму нашите македонци во Австралија, ќе бидат одушевени и ќе кажат дека навистина ова досега не било, бидејќи е уникатно, бидејќи е малку помодерно и пак ќе кажам, не ги негираме с моите колеги менаџери од тука, тие си се прекрасни менаџери, си ги организираат настаните, си ги полнат салите, сега што јас за прв пат дојдов, донесов нешто уникатно, тоа си е моја идеја. Па добро, секој ќе си научи, ќе купи знаење од некого, некој знае поиќе, некој помалце. Екипа како што кажавме, Борче министерот за музичката естрада, па како што е Гавазова, не знам која би е била другата екипа за ваков голем успех. Веќе сме на пола турнеја, а секаде е све распродадено. Па речи си секаде е све распродадено, меѓутоа мора да ги пофалиме и нашите музичари. Гоце Петрески, Бананата е, како да кажеме, една звезда која сјае одамна во Австралија, која е умилена кај сите, значи Бананата и дувачот Стивен Стојчевски, само се надополнуваат на ова што го кажавме дека ние ги донесовме, Сузана и Борче и Шанел и Виктор, меѓутоа тука наидовме на прекрасни музичари, професионалци и прекрасни другари. Значи Бананата и Стивен се само надополнување на она што го нарековме македонско музичко шоу. Пикси Шанел, ќе се вратам малце назад. Траеш во организацијски план на естрадава во разни дејности. До каде? Кои се новите планови? Не смеам да ги откривам. Ако можеме малце за... Не смеам тони да ги откривам, бидејќи такви се плановите. Ако откривам планови, а не се остварат, тогаш ќе испадни дека лажам. А јас по природа никогаш не лажам, ама баш никогаш не лажам за ништо и затоа моите планови за воиднина, како ние ќе настапуваме по Македонија, по Европа, тоа ќе си остани наше, можеби пак некогаш, ако составиме нешто за Австралија, можеби, не велам ни да ни не, така да плановите јас не застанувам, иако не сум многу млад, нормално не сум ни многу стар, меѓутоа моите идеи се такви да одам напред и само напред со македонската музика. Види, за зборот ваш веќе сме уверени дека договор си е договор, не подлегнувате на никакви манипулации, на никакви разни гестикулации. Вие си го одржувате зборот, траете во секаков план на организацијски, не само на естрадава. Во Македонија сте секаде, ве има и по фестивалите, во организацијски. Вие сте, како што знам, организатор на еден фестивал во Новаци, беше така. 4 години беше во Новаци, меѓутоа повеќе не е и не би се навраќал на тоа што повеќе не е. Да. Може би во догледно време ќе биде, може би под некое друго име фестивалот, меѓутоа фестивалот беше 4 години многу успешен во Новаци, собиравме многу публика. Ќе продолжиме понатаму кога ќе слушни јавноста кога ќе дојде време. Зборот ми беше веќе 4 години, ето вие кој што кажавте го редовно го организиравте и беше многу посетен. Беше еден од најдобрите во Македонија.
Само јас ќе кажам мојот имењак и презименјак Благојче Стојановски Туше, што кажа после првиот фестивал на кој што победи. Вика, сум настапувал на многу фестивали каде што празни се столиците, каде што нема публика. На тој фестивал беше преполн паркот во Новаци и Благојче Стојановски Туше победи со гласовите од публиката и вика, конечно да настапам на фестивал кој што не е наместен. Значи, мојата работа беше фестивалот да се осеќаат сите публиката нека гласа и самите пејачи ги броја гласовите. Не да ги брои некој друг, па после да се сомневаат. Пејачите сите беа собрани, си ги броја гласовите и видеа дека Туше има најмногу и си победи. Значи, многу фестивалот беше популарен заради многу посетеност и заради коректноста на гласањето, кој има летен хит, кој е второ место, кој е трето место, така да само да не свати јавноста погрешно, 4 години беше фестивалот, меѓутоа Пикси Шанел и Моно Студио Шанел постои повеќе од 30 години во дејноста естрада и маркетинг. Па добро, се кога кажаме веќе 30 години да траеш организацијски на оваа естрада, не е малце. Многу вложен труд, името е запишано во сите естрадни уметници што знаат. Се надеваме допрва да имаме многу успешни вакви концерти и уште поголеми успешни концерти во Австралија. Се надеваме дека ќе имаме и понатам, како што кажав. За сега да издржиме оваа турнеја, имаме 14 настани, тоа е голема бројка за еден месец колку што треба да бидеме тука. 14 настани во многу градови и секаде каде што сме биле, пишат се најубаво за нас, се јавуваат кога пак, бидејќи се воодушевени од она што го видоа. Ќе видат денеска во Емералд луѓето што се сме подготвиле со Сузана Гавазова, со Шанел и останатите, така да мислам дека името Бум Бум го заслужи. Емералд и Мелбурн вечерва ќе присуствува на една незаборавна вечер, загарантирано од целата организација. Пикси, ти благодариме за твоето учество, да се гледаме со понатака за побрзо време. Благодарам и вас што направивте интервју и со мене и со моите гости. Благодарам што сте тука и се најубаво за македонската музика, бидејќи треба да ја негуваме, треба секаде да се игра и пее македонско, бидејќи имаме не десетици, не стотици, имаме илјадници македонски хитови од многу поранешни и сегашни, а ќе ги има и во иднина. Благодарам што сум ваш гостин и се надевам и на некој друг концерт ќе ни видите тука. Благодариме, Пикси, се гледаме за брзо време. Благодарам.